Обид за кражба, жестока пресметка и крв. Синоќа имаше во веќе проблематичната населба Трајаново Трло кај Кочани. Од многуте инциденти досега, кулминацијата е постигната синоќа, откако едно лице се обидело да украде ракија од подрумски простории. Улизело дето куќе на еден коле. Дали е зимало нешто, дали не знам. Така. И мало и гужвите, пачките. И мало, ја чув полицајска кола бидеше. Од двата правца свирејќи, викам, шо е во сега свирење у неедно време, нели политички часи е. И мало и пукање. Ама... Вие слушнате ли пукање нешто или? Пукањето јас не сум го чула, само колата која минеше. Така, тука комшиите слушнале ли нешто пукање? И какво не се чули, комшијата ми кажува. Околу 8 беше, тоа беше околу 8 така галаме тука на пато, а не сум... За шо е причина, шо е било, ништо не знам. Тука вика нешто друго ќе се дешавало, ама што се дешавало не знам. Додека така ќе се нападаме едни други и тука и да никој не е безбеден више. По ова, многу брзо на истото место се појавиле возила со кои дошле две групи роми, наоружени со палки, ножеви, секири, но и огнено оружје. Објаснуваат нашите соговорници, бирајќи ги зборовите од страв, насилниците да не се појават и на нивната врата. Епилогот на ова се неколкумина повредени жители од населбата кои завршиле во Кочанската болница. Медицинскиот извештај е синоќа тоа е било по медицинската документација што имаме, се дојдени два пациенти со нагмечување на главата, на поглавината, и еден пациент со посекотина на главата. И по укажаната медицинска помош се пушти на домашно лекување. Инцидентот на нозе уште вчера полицијата ја испрати на лице место, а денес таму настанот го објаснија со следното соопштение. Секторот за внатрешни работи Штип ги превзема сите неопходни мерки за нормализирање на ситуацијата. Истрагата за инцидентот е во тек и се работи на комплетирање и документирање на случајот. Од синоќа, вознемиреноста е голема кај сите. А нападот врз жители од Трајаново Трло, градоначалникот на Кочани, Никол Чојлиев, го гледа на следниот начин. Институциите во рамките на системот треба да преземат мерки, да во иднина спречат случување на вакви настани кои навистина не се добри за никого во нашата држава, секако дека не е добро и за општина Кочани. Немам точни информации, не сакам да ги коментирам и дека настарот не е добар и очекувам дека институциите ќе го расветат и ќе биде за доброто на сите граѓани. Што во наредниот период ќе се превземе на местото каде очигледно проблемите се редат многу брзо, е крајно неизвестно, но настанот од синоќа свртува комплетно внимание од многу аспекти. Досега жителите од оваа населба преку петиции, јавни собири и протести неколку пати укажуваа на проблемите со кои се соочуваат, но ден потоа секогаш имаа проблеми. Идентично е и овој пат, откако на денот на ромите 8 април не дозволија изградба на нова населба во близина на нивната.